Се враќаме во студиото, во последниот пас од емисијата Македонија наутро, по 9 часот и погодувате, односно веќе слушнавте предвестите, најавивме дека тема ќе биде спортот, 80-тиот Европски конгрес на ФИЕПС и 6-та научна конференција на РПШ од 31 до 2. Тоа е она што ќе се случува во Македонија, физичкото образование во фокусот. Гости ова утро професор доктор Дарио Новак, председател на ФИЕПС Европа, и Јавлино Азеведо, председател на ЕУПЕА, како и професор доктор Владко Неделковски, деканот на факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Good morning, добро утро, добре ни дојдовте. Welcome to our studio. Добре ни дојдовте во студиото, вака со транскрипција за гледачите. Инаку за преводот ќе биде задолжен деканот, кога прво ќе го прашаме како е задоволен од одзивот на гостите и од најавите за она што ќе се случува. Најпрво добро утро и поздрав до сите гледачи на утринската програма на македонската телевизија. Подготовките веќе завршија. Утре е свеченото отворање на конгресот, доаѓаат гости од цела Европа, од цел свет, повеќе од 30 држави. Пристигна повеќе од 150 научни и стручни трудови, поделени во 6 сесии на работа. Их имаме 2 симпозиума, 2 работилници, состанок на ФИЕПС делегатите национални, многу културни содржини, видни гости на самото отварање, почнувајќи од председателката на државата, градоначалникот на Охрид, представници на Универзитетот Свети Кирил и Методи, голем број на председатели на различни спортски федерации, чинители спортот, спортисти, професори, колеги од факултетите, така да сето оно што ние можевме и требаше да го направиме, сметам дека го направивме, а сето тоа како ќе го ефектуираме, ќе видиме деновите што доаѓаат во Охрид, и ги поканувам сите и медиуми и стручна јавност да слободно дојде, да го проследи овој конгрес, да чуе одредени новитети и да донесеме одредени заклучоци во делот на развој на спортот, физичкото образование и се одно што е дел и сегмент од оваа тематика. Како крајна цел, подобро здравје за подобро општество, нели? Секако. Да, ќе почнеме со гостите. Професор доктор Дарио Новак, председател на ФИЕПС Европа, ни доаѓа од Хрватска. Добро утро, уште еднаш, добро утро. Која ќе биде вашата улога и како сте задоволни од она што досега го видовте во Македонија? Добро jutro svima, dobro jutro vama i vašim gledateljima, hvala na pozivu. FIEPS Evropa je jedna međunarodna asocijacija za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i sport. Dolazi od jedne francuske riječi Fédération Internationale d'Éducation Physique et Sportive, dakle jedna međunarodna asocijacija. I ono što je posebno važno istaknuti vezano uz tu asocijaciju, da je osnovana davne 1923. godine, što bi značilo da smo mi prošle godine proslavili jednu veliku obljetnicu 100 godina postojanja ove asocijacije, koja je u ovom trenutku najstarija i najveća asocijacija na svijetu u ovom području. I ono što me posebno veseli, evo, da možemo proslaviti 101. obljetnicu ovdje u Makedoniji. Која ќе биде вашата улога на оваа конференција и воопшто на настанот кој што ќе биде 3 дена во Македонија? Pa u ovom slučaju ja sam predsjednik asocijacije i zadovoljstvo mi je evo da mogu na neki način aktivno sudjelovati u radu konferencije. Moja uloga bit će zapravo podijeljena u 3 nekakva dijela, s obzirom da naša federacija na svakom kongresu koji organiziramo svake godine ima zapravo nekoliko važnih događanja. Prije svega, naravno, tu su naši pozvani predavači. Ove godine imamo 3 važna pozvana predavača koji će govoriti o važnim temama vezano uz fizičko vaspitanje, odnosno sport u cijelosti. Zapravo druga aktivnost koju ćemo odraditi kroz ovu konferenciju bit će odlikovanja važnih ljudi koji su doprinijeli razvoju ovog područja. I ono što bi posebno istaknuo kao treća aktivnost je program mladih znanstvenika, gdje evo, zahvaljujući dekanu i organizacijskom odboru, imamo prilike ugostiti 13 mladih znanstvenika iz 8 europskih zemalja koji će evo po prvi puta sudjelovati na ovako jednom velikom međunarodnom skupu. Да преведеме, да. Добро, се надевам дека голем дел од тоа што кажа Дарио, гледачите го разбраме, меѓутоа да парафразираме. Поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Објасни дека ФИЕПС Европа е една од најстарите, односно најстара Европска федерација на спортски педагози, дека оваа година слави 101 година и дека неговата главна улога овдека е да го поддржи нормално овој настан. Има 3 сегменти каде што тие ќе бидат вклучени. Посебно го поздрави делот на младите лидери, ќе има посебен дел на состанок со националните ФИЕПС делегати и секако оние симпозиуми каде што се фокусирани точно на развојот на спортските педагози.
ја поздрави, не знам, нашата ангажираност и тука не би сакал повеќе многу да додам, затоа што мислам дека голем дел од гледачите главно разбравме. Сега ќе ќе му се обратиме на господинот Avelino Azevedo, да. Good morning for you in Portuguese. How do you say good morning? Bom dia. I will try to learn it for the next time you'll be here. Како се вели добро утро на португалски? Дознавме од нашиот гостин, ќе се обидеме за следно пат да го поздравиме на португалски. You're the president of EUPEA. What is EUPEA and how are you working to promote physical education? Значи вие сте председател на EUPEA. Што е EUPEA и како работите на тема промоција на физичката едукација? Well, EUPEA, as it's written, it's a European Physical Education Association. It's an association in Europe that promotes physical education all around Europe. We are more than 40 members, organizations, local, national organizations. One of them, the Federation of North Macedonia. And we have, besides this, we have institutional members, which are some universities that work with us, and also individual members. So it's a complete, if I can say, choice that we can use to promote physical education in the educational system. Our slogan is "There is no education without physical education," but as we think that the goal of our organization is to show people that healthy lifestyles are something that we want to have as a goal in our way of life, that we want to teach them in school so that they can do it after in the late days. Кратко само ги поздрави нормално гледачите на македонската телевизија и кажа дека EUPEA е една асоциација на професори и работници во физичката едукација, која што се залага нормално за развој на физичкото образование. Нивното главно мото е дека нема образование без физичко образование. Составена е и од институционални, значи повеќе универзитети се членки на тоа, меѓутоа и голем број на членови кои што се условно инволвирани во спортот, во физичката едукација, не се поврзани со одредени институции. Така да главната цел на EUPEA, слично како и FIEPS, е развојот на физичката едукација и тоа е заедничко што ги имаат овие две организации. Дарио, ќе продолжиме со вас. Колку е значајно да се одржуваат вакви настани, колку е значајно постојано да се потенцира она што ќе биде изложено на овој настан, на овој евент, колку е важно тоа да дојде до вистинската публика? Jako je važno. Mislim da je jako bitno osigurati, na neki način možemo kazati, platformu gdje će se stručnjaci iz velikih broja zemalja, kao što je dekan spomenuo, u ovom slučaju u Ohridu bit će preko 30 zemalja zastupljeno na ovom kongresu, dakle stručnjaci iz svojih područja koji će na ovom kongresu zapravo prezentirati najnovije spoznaje po pitanju sportskih nauka, prezentirat će neke važne teme kao što su uloga žena u sportu, rodna ravnopravnost, pa sve do tema koje se tiču sportske prehrane, primjene novih tehnologija u sportu, ljudskih performansi i zdravlja. Dakle, obuhvatit ćemo čitav niz tema koji su važni po pitanju zdravlja općenito, a onda naravno i po pitanju nekih ključnih tema koje se odnose na tjelesnu i zdravstvenu kulturu i sport općenito. Прогнозите се неблагодарни секогаш, особено во спортот, меѓутоа дали очекувате одзив на оние кои што треба да бидат присутни таму и дека ќе допре до вистинските правци, odnosno tamo kada što je nasочено ono što će biti prezentirano na nastavu. Upravo to. Mi ćemo nekako se truditi da glavni zaključci ove konferencije budu poslani u svijet prema našim delegatima. Spomenuo sam na početku da naša asocijacija ima preko 150 nacionalnih delegata, dakle to znači 150 zemalja svjetskih koje je uključeno u našu asocijaciju i mi ćemo zapravo putem naših nacionalnih delegata na neki način uputiti glavne poruke ovog kongresa prema svim tim zemljama gdje se nadamo da će te spoznaje koje će biti prezentirane ovdje doprinijeti razvoju sporta, ali i nastave tjelesne i zdravstvene kulture u tim zemljama. Pa dobro, da kratko Dario kaže дека mnogo se bitni ovakvi nastani kada što treba da se mrežate, da se napravi jedna platforma kada što секоја година ќе се собираат стручњаците во областта на спортот и физичката едукација и ќе донесуваат одредени заклучоци. Ги кажа отприлика и темите кои што се главни, значи тоа е жената во спортот, родовата еднаквост, исхрана во спортот, спортски менеджмент, развој на физичката едукација. Исто така кажа дека учествуваат огромен број на
земји, над 30-150 делегати национални, иначе FIEPS World има над 150 членки, така да една голема организација и за нив, и за нас, и очекуваат да извлечеме многу добри заклучоци од сите овие сесии, симпозиуми и работилници кои што ќе бидат да, и да бидат упатени на истинската адреса преку делегатите, нели, да стигнат таму каде што треба. Преку делегатите и учесниците на конгресот да се расшири таа порака и да се видат тие најнови текови на истражувања, дали во спортот, во физичката едукација или во други гранки поврзани. Сега уште едно прашање за господинот Азеведо. Мистер Азеведо, why is this Congress important and how important it is for the collaboration and cooperation between FIEPS and EUPEA? Зошто е битен овој конгрес и колку е важно да соработуваат овие две организации заедно? Yes, our goal in our vision for the next years is to cooperate with several institutions, and FIEPS is obviously one of them, because we believe really that this transversal vision of physical education, it's important for us to get more about the PE in Europe, and this Congress will be an opportunity. It is a double opportunity for us to work with FIEPS for one side, and for the other side to work with our regional friends, because we have one of the biggest region in Europe that we have. We have 7 regions, is here the southeast, and we can put in the same table several countries which politically are not very stable, or don't speak with each other, but we can put them together and speak freely about physical education. And this is one of the goals of physical education, that we also get people together. Sports connects people. So Sports, physical education connects people, and it's very good that I have a meeting this afternoon where we have at the same table Serbia, Kosovo, Montenegro, Bulgaria, Cyprus, Greece, Albania, I hope I don't believe all the 11, and North Macedonia, obviously. Macedonia. Thank you. Добро, господинот кажа дека една од главните цели на EUPEA е да се воспостави соработка многу подлабока со неколку други институции, меѓу кои со FIEPS, дека овој конгрес е многу важен и за нив и дека е двојна шанса и за FIEPS, меѓутоа и за нив како организација да го издигнат нивото на соработка меѓу себе, затоа што глобално работат на една иста тема. Исто така кажа дека нивната организацијска поставеност е на 7 региони, каде што сега во моментов овде кај нас го има тој југоисточен дел на Европа, каде што се освен Македонија, нели Грција, Србија, Бугарија, Црна Гора, Босна, Косово, Албанија и така натака, дека соработуваат и покажале дека нема граници за спортот, едноставно дека успеваат, нели, да се соберат и со заеднички јазик да решаваат одредени проблеми и да носат одредени заклучици. Што е практично и целта на овие евенти и на овие настани. Спортот поврзува секој. Спортот поврзува. Професор доктор Дарио Новак, председател на FIEPS Европа, благодариме, хвала вам за учество. Благодариме на учеството. Мистер Авелино Азеведо, президент of EUPEA, господинот Авелино Азеведо, председател на EUPEA. Thank you for being here. Ви благодариме што бевте дел од оваа емисија и секако професор доктор Владко Неделковски од декан на факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Благодарност прво што го организирате ова, што и ќе овозможите на македонската публика да се соочи со овие податоци и со сето она што ќе го донесат реномираните гости тука, и се надеваме дека пораката ќе биде испратена. Благодарам. Уште еднаш благодарност и до FIEPS и до председателот Дарио Новак за можноста и шансата што ни ја даде да бидеме домаќини, се надевам, успешни организатори, а првите индиции се по принцип позитивни. Така да, уште еднаш поздрав до гледачите на Македонска телевизија, благодарност до вас како медиумска куќа која што дадете максимална поддршка на овој наш конгрес, и се надевам дека во деновите што следат сите таму ќе уживаат и ќе дојдеме до многу битни заклучоци за подобрување на работите и состојбите во нашата фела.